сите присутни. Почитувани извидници, браќа, сестри, скаути, почитувани пријатели, почитувани родители, драги гости. Се навршија 60 години од формирањето на извидничкиот одред Димитар Влахов. Се создадоа 7 носечки генерации на нашиот одред. Денес не сакам да емоцирам спомени и да ја раскажувам историјата на одредот. Историјата е запишана во монографијата Извидништвото во Велес 53-2003 и филмот Извидништвото во Велес. Денес сакам да се осврнам на она што остави белег од работата на нашиот одред. Низ одредот поминаа 35.000 извидници во овие 60 години. Започнувајќи од 1974 година, направивме 28 следбени извидници, од кои 12 со меѓународен карактер. Учествувавме на повеќе од 2500 акции организирани на територијата на поранешна СФРЈ и Републиката Македонија. Направивме повеќе од 60 школи за водачи на патроли и јата и ориентација, од кои 14 отпаѓаа на новиот тип на школи за водачи наречени зелени отели. Пред 17 години, благодарајќи на општина Чашка и Основното училиште Тодор Јанев во Гансова Чашка, го создадовме извиднички центар во Лозинци, кој што, благодарајќи на него, општина Велес и општина Чашка е посетена од голем број извидници од Републиката во Република Македонија и така и надвор. Посетени сме од скаутите од Велика Британија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, Црна Гора. Учествуваме на повеќе од 25 смотри, што од републички, што од државен, а и од меѓународен карактер. Нашите одредски извидници зема учество на светските джамборија во Холандија, во Велика Британија, во Шведска, на Мутот во Шведска, ровери во Италија, Германија, Исланд и на неколку европски конференции на Европскиот скаутски регион. Спроведувајќи програмата на одбор, имаме можност да се сретнеме и разговараме со сите председатели на Република Македонија. Глигоров, Трајковски, Црвенковски, Иванов, потоа со американските амбасадори Филип Рикер, Пол Волерс, европскиот висок функционер Ерван Фуере и Ричард Ховик, известувачот на Република Македонија во Европскиот парламент. Во периодот од 1994 година до денес, работејќи со Институтот за трајни заедници, Регионалниот еколошки центар, Македонскиот центар за меѓународна соработка, Фондацијата Отворено општество Македонија, Светска банка, Европска скаутска фондација, Мировен корпус, UNDP, војните мисии на УМПРОФОР и силите на НАТО, реализираме точно 42 проекти кои оставија белег во младинското и општествено живење, решавајќи проблемите на заедницата од аспект на извидништвото, екологијата, младинските прашања. Средствата од овие проекти, кои надминуваат милиони денари, се вложија во активностите во општина Велес и активностите во општина Чашка. Издадовме повеќе од 12 книги на македонски јазик, извидничка и еколошка литература, 2 мултимедијални CD, 5 извиднички филмови. Го создадовме првиот извиднички вебсайт во Република Македонија на кој што сме горди, а сега го подготвуваме да го создадеме и првото интернет скаут радио. Изработивме 68 броја на единствената извидничка ревија во Република Македонија и вестникот Извиднички репортер, кој моментално е во умирување, но не се откажуваме од него. Благодарајќи на извидничкиот одред Димитар Влахов сите овие години, повеќе од 5000 млади е решен, организирано за минаа на летување на Јадранското море и во извидничкиот центар во Охрид. Како водечка младинска организација многу пати од нашите одредски редови се формираа младинските работни бригади кои работеа ширум поранешна Југославија. Од нашите одредски редови во поранешната младина дадовме 5 на председатели на младина, а во Младинскиот сојуз дадовме 2 председатели и 1 генерален секретар. Од нашиот одред произлегува старешини, началници и комесари во СИМ, управник и началници во извиднички центар Охрид. После долги години одредот се стекна со добра камперска опрема, шатори, вреќи за спиње, теренска кујна, прибор за исхрана на терен. Можеме да обслужиме во еден 250 извидници. Благодарајќи на локалната самоуправа на Велес имаме достојни просторни услови за кои се грижиме и ги одржуваме на високо ниво. Опремени сме со интернет и компјутерска опрема, телефонска линија, во која што сакајќи општина Велес да биде прекрасно место за живење, заедно со поранешните градоначалници Петров и Коцевски и 6 невладини организации создадовме Зелената коалиција и застанавме на браникот против рестартот на топлоницата. По моје мислење, со двата големи еколошки протести во Велес, во Република Македонија поставивме стандард
Како треба граѓанската идеја и иницијатива да реши определен проблем на заедницата, а решивме најголем проблем, топилницата. Остануваме борба за здрава и чиста средина. Сакајќи да создадеме еден препознатлив општински бренд, кој има широк спектар на активности од економски, спортски, еколошки и извинички, помогнавме во возобновувањето на варварската регата, а сметам дека сме најорганизираната организација која што колективно учествува во овој преубав општински бренд, предводен од нашиот добар пријател Сдруженијето Варварска регата Гемиджи. И на крај, како старешина на одред, сакам да истакнам дека Извиничкиот одред има една единствена мисија, а тоа е да придонесе во образованието на младите луѓе и системот на вредности, засновани во Извиничкиот завет и закон, да помогне во изградбата на подобар свет, каде што луѓето се само исполнети како индивидуи, имаат конструктивна улога во општеството. Извиничкиот одред единствено го фаворизира неформалното образование на младите. Почитувани присутни, тука не застануваме, ја продолжуваме мисијата која што започна сер Роберт Баден-Полог во далечната 1907 година. А кај нас во мене се промовираше Васил Ѓоргов, Петар Петров, ја продолжија Здравко, браќата Мимо, Мирко, тетка Живка, Точо, Чари, Трајко, Дуле, Јанко, доктор Марковски, Беби, Урош, Хасо, Тони, Доне, Гави, Дани, Весна, ја продолжува Пуше, Орце, Дејан, Мами, Владко, нека е вечен юбилео, нека е вечен Извинички одред Димитар Лаков, нека е вечен Велес и на вечна Македонија.